за почеток господин Ангјушев, може да ни кажете за тоа што може да очекува бизнис секторот во поглед на конкретни бенефити од искористување на мерките од оперативниот план во годината што следува? Ви благодарам за поканата. Дали да викам погласно или ќе ми даете микрофон? Добро. Ја и онака гласно зборам, ама вака е поедноставно. Ви благодарам за поканата. Ми е драго да бидам присутен и составен дел на овој панел. Значи, видите, во Македонија постојат повеќе проблеми моментално во економијата, меѓутоа еден од најголемите проблеми е работната рака и тој проблем ќе биде све поголем со тек на време. Бидејќи ако тргнете од аспект на тоа дека имаме висок процент на невработеност, а и тоа е големо прашање, бидејќи ние се уште немаме попис и не знаеме колку од тие луѓе кои што ги водиме како невработени се наоѓаат во државата. А од друга страна пак имате еден проблем да, значи таа бројка статистички е сега висока, но од друга страна кога ќе излезете на слободниот пазар да побарате вработен за во реалната економија, тоа тешко се наоѓа во моментот. Во моментот веројатно не може никој да најде невработен инженер од било која струка. Веројатно тешко се наоѓа било каков вработен кој што треба да го вработите од конкретна струка и веќе набројам некој, например заварувач, например оператор на ЦНЦ машина, ракувач со градежна машина, па ако сакате многу веќе станаа проблематични и дејностите кои што се од услугите као плочкари, водоинсталатери, електроинсталатери и така натаму, значи се тоа тешко се наоѓа на пазарот во Република Македонија. Значи ние имаме еден голем проблем, а проблемот е што од една страна имаме невработени кои што ги немаат квалификациите кои што се потребни за реалната економија. Тоа е најголемиот проблем. Како во моментот ќе имате идеја за да создадете бизнис, немате никаков проблем, доколку таа идеја е добра, да денес ќе имате пристап до средства и во банките, бидејќи банките кај нас во Република Северна Македонија се ликвидни, тие имаат слободни средства за помагање на проекти, односно за финансирање на проекти, но проблемот е што нема проекти. Значи проблемот е што тие проекти треба да докажете дека се издржани. Значи не е никаков проблем во Република Северна Македонија денеска и да добиете субвенции, бидејќи има субвенции и во делот на земјоделието, во ИПАРД програмата, има субвенции и во делот на Фондот за иновативност, за мали и средни микропредпријатија, за стартапи, а сега и во мерките оперативни за вработување има средства за формирање сопствени компании, значи за стартапи. Не исто така за поголемите компании, тоа не е проблем да добијат одредена помош и субвенции од сега нели веќе транспарентниот закон за финансиска поддршка на инвестициите, но не можете да создадете, вие закони можете да создадете преку ноќ, но не можете луѓе да создадете преку ноќ, и тоа како мине времето ќе биде се поголем и поголем проблем во Република Македонија, односно Северна Македонија, да се научиме сите полека, нели треба малце време, но она што е суштината, овие оперативни мерки се точно насочени во таа насока. Значи насочени се како да го решат акутниот проблем, бидејќи се знае најдоброто решение е да се измени образовниот систем. Значи ова е резултат на лошиот образовен систем кој што ние го негувавме уназад со години. И тоа не е тајна. 95% од средношколците кои што ќе одат на факултети, кои што веројатно ќе добијат некакви ливчиња што се викаат дипломи, а тие дипломи на никого не му се потребни, од дејности кои што практично нема да имаат никаква апсорбција во реалната економија, мислам дека е залажување и на младите луѓе, вие ги качувате на еден мост што се вика надеж, а не им кажувате дека на крајот на тој мост е провалија. Вие треба и ние како одговорни, значи вршители на јавни функции, треба да ја кажеме вистината и треба да им посочиме на тие млади луѓе каде треба да одат. А тие треба да одат така како што оди целиот развиен свет, ако ние сакаме да бидеме развиени. И сега пак ќе ја кажам пошироката слика. Која е шансата за Република Северна Македонија да расте во економијата? Ние немаме нафта и газ. Ние немаме ресурси како што е море за да правиме туризам. Значи секоја земја си има своја генеза на развојот на економијата и свој потенцијал за развојот на економијата. Да, ако сте вие на Блискиот Исток, вие тоа го базирате врз база на
природните ресурси, нафта, газ, може некои на некои други рудни наоѓалишта, као да речеме други земји. Ако сте Хрватска или Грција, вие вашата економија ќе ја базирате врз развојот на туризмот, бидејќи од тоа ќе добиете најголем приход. Ние во Република Северна Македонија можеме да рачунаме на една брза индустриализација, можеме да рачунаме на развој на земјоделието, а пред се на процесната индустрија, на преработувачката индустрија од земјоделие, можеме да рачунаме на градежништвото, ама градежништвото само во одржливи проекти кои што ќе донесат вредност на граѓаните и тоа колку што е можно повеќе од приватни инвеститори. И сето тоа, значи тие три гранки треба да ја развијат економијата. И ако го видите, ја видите структурата на GDP-то во Република Северна Македонија, ќе видите дека тоа е 60% од GDP-то во нашата држава. Сега, ако тргнете од тоа, сега за да можете тоа да продолжите да го развивате или поинтензивно да го развивате, вас ви требат луѓе. Тие луѓе треба да ги обезбедиме преку системот на образование кој што треба да го смениме, меѓутоа системот за образование било која измена да ја направите, резултатите ќе ги видите после 6, 7, 8 години, а Македонија толку време за чекање нема. Значи нашата држава толку време за чекање нема и затоа Министерството за труд и социјална политика многу добро ги димензионираше овие мерки, значи определени се близу 20 милиона евра, значи тие 20 милиона евра, како што кажав пред малце во краткото излагање што го имав, околу 6 милиона евра се детерминирани за самовработување, за младите луѓе да креираат работни места. Еве јас ќе ви кажам, денеска кога би бил млад човек, јас за жал веќе не сум, значи, али кога бев млад, кога би имало, значи јас се занимавам со стопанство и почнував точно на тие години, да речеме пред некои 15 години, кога би ги имало овие мерки, веројатно денеска би направил многу повеќе. Зошто? Заради тоа што, еве ќе ви дадам еден пример. Знаете ли дека во Македонија се увезува помфрит во сите кафани во Република Северна Македонија од Белгија во моментов, например, најголем е увозот. Пазете, помфрит увезуваме за во кафаните, бидејќи тој помфрит што оди во кафаните, тие не сакаат да купат сурови компири, него сакаат да биде тоа нели во кеси, веќе само да го стават во фритеза да го испржат. И ние тоа во главно го увезуваме. Кога јас би бил денеска млад, прво би си формирал фирма со овие средства за самовработување, евентуално би зел партнер за да тоа биде 10.000 евра, па понатаму, значи, би аплицирал во фондот за иновативност да си купам машина за правење помфрит, па би разговарал со земјоделци и тоа колку што е можно помлади во Крива Паланка и во Берово да насадат површини за мене. Машината кошта 50.000 евра, од фондот ќе добијам за таа идеја сигурно некаде околу 70% да ги покријам средствата. И сега можеме лесно да направиме математика, така 70% од 50.000 евра е 35.000 евра и ќе земам овде 10.000 евра, јас ја купив машината. Само другото ми треба организација. Значи тие кои што викаат дека денеска, ама јас немам средства да почнам, не, еве средства. Ние треба да имаме идеи, треба да имаме млади луѓе што имаат храброст и што имаат идеи и што се спремни да превземат ризик. Вика има ризик, да, има ризик. Тој ризик подразбира значи дека треба да си способен, вреден, дека треба да не те мрзи да трчаш, да работиш, ама шанса има. И тука ќе живееш многу поубаво сигурно од било каде да одиш во светот, каде што би почнал од почеток и би ги немало овие шанси да направиш собствена компанија. Еве јас се обидов сликовито, колку што можам најсликовито и со еден конкретен пример. Еве, чак што е ова, сега да не сега трнат сите да прават помфрит, пошто ќе си направат конкуренција, нели, едни на други, ама еве бар двајца, тројца да се охрабрат да го направат, заради тоа што мислам дека еден и не може да го покрие пазарот во Македонија. Замислете колку ресторани има, колку сендвичари има, сите тие купуваат помфрит. Кога јас видов колку ние средства трошиме како држава да увеземе помфрит во кеси спакуван, замрзнат, а при тоа, значи, нема кој да ги откупи компирите од земјоделците, па тоа е тажно. Еве, овие мерки треба таквата слика да ја изменат. Еве, се обидов и да ја кажам широката слика, ама еве еден конкретен пример да кажам, а иначе вакви примери имам бар 15 у глава у моментов. И мислам дека ќе покренам иницијатива да ги споделам со млади луѓе. Значи да ги споделам, да им дадам идеја што да направат. Има вакви многу идеи што може во Република Северна Македонија да се реализираат. Точно тоа треба да се препознае. Благодарам.
Интересно е што вие ги кажавте, работите и од аспект на стопанственик и од аспект нели на представник на владата, меѓутоа еве за бизнисот, за гласот на бизнисот и колку тие гледаат шанса во искористување на мерките од оперативниот план, ќе ни каже господинот Азески. Благодарам, поздрав до сите. Мислам дека добра подлога дадоа претходните дискутанти. Јас ќе кажам неколку примери. Првиот пример е, пред 5 години, мојот колега од Србија ми рече дека ќе има презентација во комората на системот за дуално образование од Австриската комора беа дојден. Реков, баш ме интересира, отидов наменски, отидов специјално да видам. И беше премиерот Вучич, тогаш Вучич беше премиер во прв ред. Седиме, еден до еден. И представников на Австрискава комора излага. Мантилот го стави, како се вика, кочо во фабрики, што ги имате тие. Да, и почна да образлагат нешто, исто ми дојде како пред 30 години мајка ми беше директор на електромашински училишен центар, па таму имаше еден систем, се викаше усмерено образование. Па 3 дена доаѓа тука, 2 дена во фирмите, па на крајот на 11 се запослува и така натаму, и тоа функционираше. Кога заврши, премиерот Вучич ми вели, вие ќе му одговорите на господинов или јас да излезам да му одговорам? И излезе на говорницата, он и кажа дека ние тоа го имавме до 90-та година и дека се викаше систем на усмерено образование. Зошто го напуштивме? Го напуштивме затоа што почнавме да се страмиме од работата. И сега ќе се префрлам на друг, затоа што учевме и викавме на потомците после нас, учите за да не работите, одите на факултет за да не работите. Достојанството на таа професија рушивме. Кога бев директор на Александар Палас, дадов задача на едно дете што беше рецепционер, немаше работа, да извади паркот, да го повади со крево едно. И нормално јас се враќам како директор да видам, да проверам дали ја врши работата, тој го нема, е зад хотелот отишол. И прашувам тие портирите кај отиде, дојда другарите од Ѓорче и се устрами и избега зад хотелот. Се страми да го видат дека работи. Ние имаме проблем кој што добро ни дојде на сите да студираме и сите да се занимаваме со факултетски наобразби, не рачунајќи пазарот на трудот како ќе се однесува према тоа, и мислам дека цената ја плативме. Затоа ова што денеска го слушаме и она што последните 4 години ни се зборува од страна за воведување на системот на дуално образование, го сваќам како едно отрезнување на сите од нас, каде и во кој правец треба да одиме. Штета што денеска не знаев дека ќе имаме можност овде на ваков начин. Има еден прекрасен видеоспот од 2,5 минути изработен на Европската комора, што ќе се деси ако не профункционира системот на дуално образование. Дека ние ќе се вратиме во камено време. Не ќе има штиклите кои да му ги поправат на господите кога ќе се скршат, па има таму пример како не ќе можеме на работа да ги поправиме или дома инструментите и така натаму, и ќе пропадаме и ќе се вратиме назад во камено дома. Многу убав снемен, европски филм и така натаму. Можам да ви го пуштам на организаторите на ова преку телефон, па да го видите, да го погледате. Така да преку тоа сакам да кажам и сега да заклучам преку тие примери, дека се наоѓаме во период во кој што треба да се отрезниме и се отрезнуваме, грешки имало секогаш и такви ќе се прават. Практично прашањето е колку и каква цена ќе се плати за тоа. Мислам дека владата е на прав пат сега да поведе еден процес во кој што ние ќе ги смениме своите навики, ќе го вратиме достоинството на трудот на некој начин и ќе направиме првиот исчекор кој што требаше да го направиме 1991 година. Тоа е клучниот диспаритет во македонската економија, односот меѓу капиталот и трудот, каде што работодавачите не се задоволни од работниците, а работниците не се задоволни од работодавачите. Додека тоа не се надмине, нема напредок за нас. А тоа ќе се надмине ако имаме едуциран кадар кој што работодавачот си го создавал, кој што не му е наметнат,
кој што си го школувал, кој што го вклучува во процесот на труд, кој што го наградува како што треба и така натаму. Така да овде се наоѓаме пред една ситуација во која што сите треба да помогнеме. Стопанската комора помага, веќе партиципира во тој процес долго време преку Министерството за одбрана. Меѓутоа, мене долго ми се врти една идеја, чак не сум ја кажал ни на подпредседателот, дека клучниот заокрет, клучната промена во ова ќе ја видам кога начело на Министерството за образование ќе дојде стопанствени. Значи, ние 30 години имаме министри за образование кои што ни доаѓаат од редот на универзитетот и ново, кои што ги создаваат таквите кадрови. Ние треба да поставиме министер кој што ќе знае какви програми му требаат и какви кадрови, што поминал не тоа, така да сум за необични решенија и мислам дека тие необични решенија ќе доведат до подобрување на ситуацијата. Не можам да кажам дека не сум задоволен од соработката со Министерството за образование, таму сме присутни во сите комисии, али досега фалеше системска поддршка од врвот на владата. Сега таа имаме и сите субјекти треба да искористиме. Имаме министер агилен, како што не сме имале долго време, господјата Царовска, која што со срце и душа не поттикнува сите да партиципираме во тоа. Мислам дека и уште една работа не треба да се страмиме, да кажеме дека ќе лобираме. Лобирањето не е ништо непознато во овој свет во кој што живееме и ништо странно. Сите да формираме лоби група за поставување на ова стратешко прашање на свое место, затоа што без тоа нема никаков напредок. На крајот сакам да заклучам дека бизнес заедницата е секогаш спремна да партиципира во овие мерки и активности кои што се преземаат, затоа што тоа нашли е од суштинска важност. Мислам дека имаме и една активност, колку што прочитав, министерката сигурно добро знае, да партиципираме во овој процес и преко швајцарскиот проект кој што го имаме, така да и сите проектни активности кои што се во комората се усмерени паралелно на тоа, а и имаме неколку пред нас значајни проектни активности со Министерството за труд кои што ќе бидат свртени тука. Разговаравме претходно, кажа министерката, значи мораме да се свртиме према индустријата и извозот, затоа што и господин Андјушев тоа кажа, тоа е излезот за нас како мала земја, да не се лажиме и приоритетно треба да одиме према создавање кадар за тие струки, за тие дејности. И втората голема револуција што треба да се направи е наместо секторските анализи и поддршки што ги дава владата, да одиме по единица извезен производ, додадена вредност. Тие производи што на Македонија носат најголема додадена вредност, тие да бидат и форсирани, и поддржани и така натаму, исто како што сега тоа го чиниме и го правиме со вкупниот извоз и вкупните индустријски капацитети. За да го подкрепам ова, на крај само ќе завршам, јас сум од Охрид. Охрид во најдобрата година на туризмот, 1988 година, туризмот учествувал со 8% во бруто домашниот производ на Охрид. Така да ние не можеме денеска да мислиме дека без овие стратешки дејности за кои што се залага владата и Стопанската комора во овој момент ќе направиме нешто повеќе. Тие други се гранки кои што не можат да го обезбедат брзото преструктурирање и брзото приклучување на Македонија према европските интеграции, кое што за да го достигнеме мора да имаме повисок просечен бруто домашен производ од просекот на балканските земји, ако сакаме да фаќаме корак во таа насока. Благодарам, Верица. Благодарам, господин Азиски. Со нас денес е и господја Тања Милевска, таа е собственик, основач на БГ Груп, модна конфекција од Делчево. За мене младите, малите фирми се големите херои на македонската економија, затоа што буквално со своји сили го буткаат и го форсираат секое ново вработување и тие се всушност главните корисници на мерките од оперативниот план. Би сакале да го слушнеме низиното искуство, како почнала, со колку вработени и кои мерки ги искористила, какви ефекти дале истите. Благодарам. Прво, чест ми е и задоволство што денеска сум тука помеѓу вас и ми дадовте шанса јавно да го изразам моето задоволство од мерките на владата на Република Северна Македонија и
поволностите што ги нудат за нас работодавачите, доколку работиме лице од евиденција. Јас со мојот собствен бизнис започнав во 2009 година, во изнаемен простор со само 5 машини, исто така и тие изнаемени. Беше многу тешко, значи никогаш не помислив дека нема да успеам, давав се од себе, се трудев, едва и сврзував крај со крај, едва и обстојував, но не се откажав од намерата да успеам. Се заинтересирав за мерките и поволностите што ги нуди Агенцијата за вработување со помош на владата и за моја среќа наидов на големо разбирање, на огромна поддршка од Агенцијата за вработување во нашиот град Делчево. Големо благодарност до нив што ми овозможија да аплицирам и успеав во моите намери. Од 5 вработени има после 9. Првата мерка што ја добив беше за раст и развој на правни субјекти, со која што купив машини, вработив уште 3 невработени лица од евиденција. Тоа беше во 2017 година. Во 2018 година вработив уште 5 невработени лица, го обновив машинскиот парк скрос и сега сме вкупно 17 вработени лица. Производството го зголемив во континуитет. Сега во моментот имам работници што за жал денеска во нашиот град е многу тешко да побараат работа. За моја среќа ке мене има луѓе што бараат работа и се надевам дека во иднина ќе продолжиме со мерките, Агенцијата за вработување ќе ми помогне да вработам уште најмалку 20 луѓе за да можам да работам и да бидам конкурентна на пазарот. Уште еднаш голема благодарност до вработените на Агенцијата за вработување и на владата на Република Северна Македонија. Ние бевме многу дисциплинирани, се задрживме во нашите 15 минути. Се надевам ќе имаме и друга прилика малце подетално да разговараме за овие мерки, а и да добиеме инспирација дека не е се така лошо, туку навистина може да се успее кога се сака. Благодарам на учесниците и продолжуваме со втората мини дебата. Овој панел се вика Младите и иновациите, затоа ги имаме иновациите на една страна, односно подржувачите на иновации, и од друга страна корисниците на, односно Александар Гилевски е корисник на мерка за самовработување. И денеска ќе разговараме на кратко. Прво би сакала да го прашам господинот Јован Деспотовски, што е тоа, бидејќи слушнавме од министерката Мила Царовска дека за новата инкомпонента во новиот оперативен план кој што е за прв пат вклучена, Фондот за иновации, ако беше многу активен во помагање на стартап и спин-оф компании во изминатиот период, сега за прв пат се вклучувате во мерките со АВРМ, ако може по-пластично да доловиме што е тоа. Што значи таа инкомпонента кога ќе аплицира некој во Агенцијата за самовработување, кога доаѓа кај вас? Благодарам. Добар ден на сите од мене. Иновациите се на таа страна. Ние сме само тие што ги помагаме. Фактички создаваме услови, создаваме мерки кои што ќе го помогнат тоа да се развие понатаму. Кога разговаравме минатата година некаде со министерката во мај-јуни месец, целата идеја произлезе од една посета што имавме во една мала компанија која што произлегла од оперативниот план за вработување од некој од претходните години. Бевме во посета кај дечки кои што работат IT бизнес, мислам дека спремаат некои видеоигрици. Бевме во посета кај нив дома, таму им беше фирмата. И разговаравме, ајде, Мила ги поддржала, им дале средства преку Агенцијата за вработување, вика дојди ти да видиш стартап компанија се да видиме што може да се помогне понатаму. И разговараме со нив, ја ги прашам, добро, знаете ли вие како функционирате? Па добро, еве ни овозможија купиле некои компјутери, сервери, не е важно. А викам, а како функционирате со плати, со све? Па вика, плати ние не земаме, ние ќе си го развиеме продуктот, па ќе го продаваме, па ќе си земеме пари. Викам, чекајте малце, секој месец вие вложувате труд, че тој труд чини пари. Ама добро, ама знаете, ние можеме, не можеме, значи сваќаме дека всушност има некој, значи има идеи, има иницијатива, дечките немаат недостаток на желба за работа, апсолутно имаат апетит за ризик, бидејќи сигурно имале можности претходно да
се вработат можеби во некоја јавна институција или во некоја друга приватна фирма или да заминат надвор од државата, меѓутоа решиле да стартуваат бизнис. И в своето време, кое што е патем неплатено и несигурно дали ќе го наплатат, да го вложат во бизнисот што го прават. Сваќаме дека имаме еден системски простор, широк, помеѓу тоа што е нивна идеја и желба за ризик и развивање на бизнис и она што до моментот доека стигна да добијат средства реално од државата. Од тамо произлезе целата идеја фактички како да ставиме, како да ја пополниме таа дупка, меѓутоа да дадеме додадена вредност. И затоа фактички стигнавме до концептот кој што прв пат оваа година го пилотираме во рамки на оперативниот план за вработување. Тоа е посебна ингрупа, така ја крстивме, работен наслов, која што нема се разликува по ништо на влез, значи сите аплицираат исто како што и до сегашниот систем, значи не е целта Фондот за инновација и технолошки развој да влезе па све да поремети, иако тоа е во принцип иновацијата, треба да влезе да поремети. Меѓутоа дека беше целта прво да го пилотираме, да видиме како ќе функционира првата година. Че идејата е на влез сите добиваат еднаков третман како и сите останати. Со тоа што во самите обуки за сите воведуваме една посебна тема, тоа е развој на иновации. Тоа значи дека сите што ќе се пријават, без разлика дали се пријавиле да имаат бизнис во дел на, не знам, трговија, мало производство и така натаму, или навистина имаат иновативна бизнис идеја, ќе добијат првична обука за тоа што е иновација, развој на нов продукт и така натаму и така натаму. По што следи селекција, односно одвојување на одредена група на потенцијални бизниси кои што имаат иновативна компонента. Иновативната компонента подразбира дека имаат потенцијал брзо да растат. Со тоа што си по самата природа ризични. Ги превземаме понатаму, добиваат дополнителна едукација, добиваат дополнителна менторска поддршка за да стигнат до оној момент на бизнес план компетишн, врз основа на кој ќе си го добијат грантот од 5 односно 10.000 евра за формирање на својот бизнис, кој што неспорно мора да постои, и понатаму продолжуваме со нив да работиме и да ги подготвуваме за она што следи, тоа е аплицирање за инструментот стартапови кој што секако веќе постои кај нас. Што е предноста? Предноста е што имаме стварно голем број на млади луѓе кои што доаѓаат и кај нас, вице-премиерот го спомена тоа преска, и кои што го посочуваат моментот на формирање на компанија како проблематичен аспект на тоа што треба да имаат основачки капитал од 5.000 евра. Голем дел од младите луѓе тоа го немаат. Ниту пак може да се снајдат. Затоа сметавме дека е добро да се вмрежиме заедно со Министерството за труд и социјална политика, она што веќе постои како системска можност да го искористиме, да им помогнеме на тие луѓе да го формираат својот бизнис, во рамки на целиот процес да им обезбедиме менторирање и техничка поддршка за на крајот на денот при објавување на повикот за стартап, финансирање на стартап бизниси, кој што го реализира фондот редовно, да немаме само голем број на апликанти, туку да имаме голем број на квалитетни апликанти. Веќе да бидат спремни за таа фаза. Да направиме малку притисок врз фондот и врз Комитетот за одобрување на инвестиции на фондот, да има потешка задача при доделување на средствата, бидејќи ќе имаме конкуренција, пак кажувам, не само од голем број на компании, туку и од голем број на квалитетни предлози, а дополнително да се зголеми притисокот нормално и врз владата и врз Светската банка како наш финансиски партнер, па да лоцира повеќе средства за тие. Така што мора создадеме еден позитивен циклус на притисок во кој што на крајот на денот ќе имаме навистина голем број на бизниси кои што не само што ќе се формираат и ќе се вработат, туку кои што кажа Мила и ќе почнат да вработуваат. Ама ќе вработуваат не за 15, 16, 18, 20 илјади, туку ќе вработуваат за 40 илјади, бидејќи во редовните програми кои што на пример ги реализиравме минатата година под планот за економски раст на владата, на пример од компаниите што ги финансираме, некоја бројка над 150 се правевме некоја студија сметка преска, имаме некаде повеќе од 800 лица кои што се ново ангажирани на проектите, нивото на просечна нето исплатена плата е 40.000 денари. Што е доста солидно. Да, сакаме тој циклус фактички да го пренесеме сега не само во бизнисот кој што е веќе етаблиран и постои, кај микро, мали и средни, туку и во делот на стартап компаниите кои што сега почнуваат. Да, и ние имаме доста искористено од тие мерки. Сакав уште едно подпрашање, само што според вас сметате дека е клучно за една добра апликација да се претвори во успешен стартап кој раста? Најважно е на влезот на што сакаме го поттикнеме, тоа го зборувавме. Значи желбата е број 1, меѓутоа самиот момент што луѓето се охрабруваат и аплицираат во рамки на програмата е голема работа според мене. Првиот чекор е важен, меѓутоа оно што го разбрав и минатата година не сме имале проблем како држава да поттикнеме интерес и тоа е супер. И тоа треба да остане така.
Вториот чекор е да имаат апетит за ризик. Оно што го споменав на почеток со пример, значи млади луѓе. Сега, дефиницијата за млади луѓе сите не прашуваат што подразбирате под млади. Немаме години на старост, имаме состојба на умот. Значи секој што се чувствува млад е млад. Не можете да му го земете тоа право. Ниту го имаме ние тоа во правилници дефинирано дека мора да биде до 29 или до 35 или до 40. Че мора да има апетит за ризик. Тоа значи дека мора да знае дека ќе ги добие средствата, ќе почне да функционира, меѓутоа во даден момент ќе мора да вложи нешто свое. И втора работа, ќе мора да се соочи со прашање до околината. Зашто баш тој почнал таков бизнис, кој што е можеби е непознат за пошироката околина, и зашто верува дека тоа ќе успе? Затоа што ако има таков апетит за ризик и меѓу нас кажано не му е гајле што мисли околината, тоа се веќе предуслови да може да успее и реално да има исчекор. Фала многу. И валјде еден куп напорна работа, сега ќе се свртаме вака Александар кој што повеќе за тоа ќе сподели. Благодарам. Александар, мене ми е многу интересна твојата приказна. Прва затоа што се осмелуваш, да кажем, се охрабруваш пред година дена да напуштиш стабилно работно место и да преземеш дел од финансискиот ризик, секако го презема агенцијата со тоа што добиваш грант за самовработување од 5000 евра, со кој што ја почнуваш твојата компанија. Видео дел од публиката, односно на видеото, со што се бави Тивус продукција, односно изработувате, нудите маркетинг услуги на домашен пазар сега, и прашањето ми е кон тебе, да ги кажам две кратки подпрашања, е што беше клучниот мотив за да се одлучиш да се впуштиш во собствен бизнис, на тој храбар потек? И второто подпрашање ми е кои се следните визии и планови согласно искуството кое до сега го имаш, дали може би ја гледаш твојата компанија да ги нуди услугите на странски пазар и така натаму. Така. Значи, констатацијата е дека секој човек е просек од 5 луѓе с кој поминува најмногу време, но тоа не треба да значи дека физичката локација, местото каде живееш, представува пречка и изговор за твојот неуспех. Во дигитална ера, каде секој има пристап до интернет, 5 луѓе со кои најмногу се дружиш, најмногу време поминуваш, може да бидат Илон Маск, Гери Вејнерчук, Ричард Бренсон, Джеф Безос, Ворен Бафет. Така што... Како? Да, така што од сите нив е кажам дека процесот е долг, но истрајноста во намерата на крај носи резултати. Така што најголема мотивација, најголема инспирација црпам од нив јас. Така да физичката локација Кавадарци не им представува никакво ограничување. Што те мотивираше, дали како го вида повикот и дали тоа беше главниот мотив или без да беше тоа, дали тоа беше да кажам, да ти кажам на каде одам, исто јас го почнав бизнисот со 5000 евра, победив на надпревар за најиновативен бизнис план, слично од овие, значи, мирки, и тоа ми беше потекот затоа што искрено не знам дали ќе се одлучев да почнам компанија толку млада, сед и си исто млад. Дали тоа беше мотивот и какво ти е досегашното искуство после водење на компанија 1 година во Македонија, собствен бизнис? Предходно работев како фриленсер, но реално имав страв да преминам во фирма. Но менторската и финансиска поддршка од UNDP ми беа голема мотивација и ветер во грб за да го почнам цел процес. Така да кога веќе се впуштив, веќе мислам дека нема назад. Многу самиот процес те води постојано да иновираш, да применуваш нови технологии. И вие сте во доста просперитетна индустрија, дигитален маркетинг, дали можеби кои се вашите идни визии и планови, дали можеби размислувате, видов дека имате импресивно портфолио, работите со 20 на клиенти, околу 130 видео проекти само видов дека имате снимено. Дали размислувате можеби за од Македонија да ги нудите услугите на странски пазар? Апсолутно, значи предизвиците ни се да преминеме и на глобален пазар, така што мислам дека нашата дејност нема лимит, нема никакво ограничување тука, така да самото тоа води нови вработувања, нови инвестиции во технологија и опрема и континуирано надградба на техничко знаење. И за крај што би препорачала на идни корисници на мерките за самовработување на младите кои што сакаат да почнат свој бизнес? Сакам да ги охрабрам да почнат, значи процесот е тежок, долг, но истројноста во намерата на крај секогаш носи резултати. Чисто че дадам и пример зошто компјутерите се далеко поуспешни од човекот. При одредна симулација компјутер прави 1000 погрешни обиди
и преминува со Илио првиот со истиот ентузијазам, како и при првиот пат. Додека младите и генерално луѓето при првите неколку неуспеси, после неколку неуспеси се откажуваат. Така да сакам да ги убедам дека да тераат долго, дека на крај резултатите се неизбежни. Па и вас. Ви благодарам многу. Ние бевме кратки, млади, иновативни. Ке ве препуштам на третиот панел. Третиот панел е посветен на активација и вклучување на пазар на труд на ранливи лица. Овој пат имаме најмногу гости панелисти. Ќе ги повикам на сцената господинот Душан Томшич, советник на Министерката за труд и социјална политика, Александар Митановски, ментор за роми вклучен во програмата за активација на ранливи категории, Семије Демова, девојка од Струмица која што преку гаранцијата за млади денеска е вработена и ужива во сладкарството, и Жика Новковиќ, собственик на бизнис од програмата Самовработување. Во меѓувреме, како интро во овој панел, гледаме видео за бизнисот на нашиот соговорник Жика Новковиќ. Со овој бизнис се занимаваме поодамна, конкретно од 1993 година, инаку професионално со фирма сме од 2017 година. Искористивме средства, тоа ни помогна, колку толку. Нешто имавме машини од претходно, нешто докупивме. Ментор имавме, од него сум задоволен, коректен. Беше, мене сочуваше како се работи со фирма, како со клиенти, да се маркетинг. Секоја попреченост пречи. Меѓутоа, тука е дете кое е работно способно, вработено, ми помага. Планираме уште едно вработување. Листата со попреченост кога се работи, државата ги ослободува од придонеси, значи тука нема што да загуби, значи може само да добие. Разговорот ќе го започнеме со главниот лик во ова кратко видео, кој после 20 години активна работа како столар одлучува да оформи свој собствен бизнис и го отвара бизнисот Лукана Мебел со помош на мерката Самовработување. Како што претходно разговаравме со Жика, мотив за да започне со овој бизнис биле и мерките за вработување, меѓутоа и неговата силна желба да се занимава со оваа работа, со столарството. Мерката ви овозможи вработување на уште едно лице, тоа е вашиот син, а во иднина, како што ми кажавте, го гледате својот бизнис како семеен бизнис кој што ќе расте. Жика, што беше пресудно за да одлучите да од претходната комфорна зона да решите да отворите собствен бизнис и во исто време да размислувате и за активација на повеќе членови од вашето семејство да бидат вработени во вашата фирма? Па сега ако се размислува поопширно конкретно за екзистенција на семејство, значи треба да се рачуна од ова работа екзистира цело семејство. Значи тука
како што реков, го вработив синот уште во првите мерки, така и аплицирав за самовработување. Сега снаата беше практикант до јануари 2019 и сега таа со некои од овие поволности, ако може да искористиме, ќе ја вработиме. И значи тука не застануваме, не се откажуваме, планираме да вработиме сега, пошто немаме членови од семејство работно способни, не можам да вработам внук, значи ми треба стварно било кој работно способен дечко би го вработил без проблем. Значи, ако може нешто да помогне држава по прашање или UNDP за набавка на некоја машина што ми треба современа машина, која планирам да ја купам. Добро, ако не, секако ќе ја вработам. Ќе вработам едно лице, толку ми е моќта. Меѓутоа, како што слушнав овдека, имам можност уште практиканти да обучам, значи да вработам уште луѓе, меѓутоа ми треба машини, значи поопремени машини, компјутерски машини, овие што ги имам се полуавтоматски, механички машини, и тоа е тоа од прилика. Каква цел си поставивте за 2019 година? Па 2019 тоа, значи едно вработување е сигурно и најверојатно уште едно. Тоа ми е план и така да продолжам, инаку работа си работиме сериозно, проблеми немаме со клиенти, немаме голема реклама, пошто фирмичка е семена, мала фирмичка, сега не можеме да одговориме на некој поголем предизвик, меѓутоа, ако вработиме повише лице, значи може да се рекламираме, да земаме поголем обем на работа и тоа е тоа. Ви благодарам, Жика, и со успех во понатамошната работа со вашиот бизнис. За поуспешна активација на неактивното население на теренот оперираат ментори. Александар, вие сте едно од лицата кои што сте линк меѓу ранливите лица и институциите. И целта ваша е да информирате популацијата за мерките за вработување. А она кон што ги опатувате е, значи, да се пријават во агенцијата за вработување, која што понатаму ја презема работата со нив. После една година работа како ментор, што е она што можете да заклучите? Како може да се предизвика поголема активација на ромската популација, која што е една од најнеактивните и со најсериозни проблеми при влезот на пазар на труд, ако ги земеме нели во предвид навиките на оваа популација од една страна и нивните потреби од друга? Така, како што кажавте, јас бев еден од менторите кој што директно теренски работеше во областа во град Скопје. Исто така, со мене работеа и други колеги кои што беа ангажирани во други различни општини, каде што има дел од ромската популација. Како што и во најавата кажавте, јас бев во улога на ментор, линкот помеѓу ромското население и институциите, каде што беше потребно, мојата задача и цел беше директно да ги информирам ромите за мерките, за програмите кои што се нудат, бидејќи најчесто они не се информирани за можностите кои што може да ги искористат и кои што може да се вклучат. Така да, од досегашната теренска работа, можам да препорачам дека потребни се исто така мерки кои што директно ќе бидат таргетирани кон ромската заедница, каде што ќе има олеснето вработување, мерките да бидат поадаптибилни и на некој начин да може бизнис заедницата да ги слушне потребите со кои што се соочува ова население, бидејќи знаеме дека според моето теренско искуство дека нивото на вработливост кај ромската популација беше помало, така да потребна е поголема адаптација. Исто така зближување на агенцијата за вработување поблиску до ромската популација, така да предлагам отварање на некои ресурсни центри каде што ќе може директно да се дава поддршка, директно информирање, советување, олеснување на постапката при вработување, бидејќи ќе кажам дека
еве јас исто како млад, но и другите луѓе очекуваме позабрзани постапки, полесен пристап до информации и полесно осознавање на начините за вработување, бидејќи не сите се спремни за преквалификација, за преедукација, така да на некој начин потребно е повеќе зближување на институциите со ромската заедница. Постои недоверба кон институциите кај оваа популација? Да, на некој начин постоеше доверба помеѓу ромското население и институциите, бидејќи од предходното искуство ни немаат доволно доверба во институциите, кога јас ќе им кажам за што се работи, како се работи, така да имавме моменти каде што е потребна психосоцијална поддршка, мотивација кај населението, се со цел они да појдат во агенција за да се пријават и да се информираат, па потоа да го започнат процесот на кариерно советување и вклучување во некоја од мерките. Така да и таа улога на нас, на менторите, ни беше еден вид на мотивација и придружување на ромското население до крајот, до вклучување на некоја од мерките. Ти благодарам, Александар. Денеска со нас е една прекрасна млада дама, која што немала можност да го продолжи своето образование во средно училиште, но има огромна желба да успее. Нејзина пасија е готвењето. Семија, во текот на летото бивте дел од една информативна средба во турското мало во Струмица, каде што живееш. И тогаш се запознавте со програмата на гаранцијата за млади. Денеска си вработена во ресторан во Струмица како сладкарка. Можеш ли да ни опишеш накратко што се случуваше од моментот кога ја доби информацијата во твоето мало, па до моментот кога го доби вработувањето? Кога се случуваше за советот, за младински совет, дека треба да се пријави за агенцијата за вработените, и јас бех заинтересирана за сладкарка, да сум во ресторанот, и они ми примеа вонка, бех келнерка 2 месеци. После во кујната шефот видеше дека заинтересирана сум за готвење и за сладки, и они вие со агенцијата, со вашиот помош, ме поврзавте со ресторанот Шалом и почнав така да работам со... Дали си задоволна? Да, многу сум среќна и задоволна. Имаш некакви планови? Да, имам некакви планови да одам, имам потреба на курсеви за сладки, да добијам диплома. И тоа ќе го возможи гаранцијата за млади. И за крај прашање за советникот Томшич, кои се новините во оперативниот план за 2019 година во однос на можностите што ги нуди кон ранливите групи со граѓани, и дали во него се земени предвид недостатоците идентификувани при имплементацијата на оперативниот план 2018? Благодарам пред се на поканата. Сакам да изразам задоволство сите панелисти. Еве тука се гледа од овие примери дека оперативниот план и како дава резултати. Она што нашето министерство го направи уште со ревизијата на оперативниот план 2017 и новиот во 2018 ги отстрани пречките каде што граѓански организации и социјални претпријатија може да користат средства од оперативниот план, што доведе до вработување на ранливи групи на граѓани и во овој сектор. Она што исто така е увидено и што ќе биде новина во овој план е активацијата на лицата кои што ќе примаат гарантирана минимална помош. Тоа е право кое што ќе го даде новиот закон за социјална заштита, но оваа активација ќе биде проследена и со дополнителна советодавна и менторска поддршка, како што кажа колегата до мене. Значи, ние креираме посебна програма за советување и менторство, која што ја нарекуваме во нашето министерство СИМ, која што ќе даде индивидуална психолошка поддршка на лицата што се далеко од пазарот на трудот, но и групна психолошка поддршка преку професионалните комори, струкови комори на психолози на територија на Република Македонија. И по овие сесии на психолошка поддршка лицата кои што не се подготвени од тие психолошки бариери да одат на пазарот на трудот, по овие психолошки поддршки
ќе бидат упатувани на работно способување, каде што за текот на работно способување ќе имаат и таа менторска подршка која што нели ќе ги следи во целиот процес и ќе ги мотивира, оснажнува, ќе ги отстранува оние бариери и кај луѓето, но и кај работодавачите, за да можеме успешно преку нивното способување да ги пласираме и на пазарот на трудот понатаму. Исто така, поддршката на социјалните предпријатија е исто така многу битна и сметаме дека со овие компании ќе се создадат можности за вработување на најранливите групи на граѓани. Веќе имаме во најава отварање на еден ресторан во Струмица кој што се вика Bagel Burger, кој што ќе вработува лица кои што се излечени зависници од опијати, кои што има добиено франшиза преку Сдруженијето Избор да отворат најавено отварањето на 1 март веќе, така да сметам дека оваа поддршка е исклучително битна. И понатаму во вториот сегмент, бидејќи Република Македонија има доста лошо квалификувана и работна сила и дека голем дел од долгорочно невработените нема завршено основно или има завршено основно образование, има потреба од отварање на рехабилитацијски сервиси и центри кои што во иднина сериозно државата планира да ги развие. Започнуваме со 2 пилота, едниот е во Скопје, другиот е во Струмица. Но понатаму ова е проект заедно со UNDP, кој што понатаму сакаме преку овие примери системски да го развиеме со поддршка и на Светска банка на цела територија на Република Македонија. Најверојатно ќе се прават измени на неколку закони, пред се во делот на почетокот за лицата со попреченост, но понатаму ќе се разгледуваат и законите кои што се од работните односи и законот за пензионско и инвалидско осигурување, бидејќи рехабилитацијата може да се финансира од неколку извори на средства, не само од еден закон, за да биде поодржлива, и сметаме дека подготовката на луѓето е многу битна, бидејќи вие не може да очекувате дека лицата кои што се многу далеко од пазарот на трудот без никакви капацитети можат веднашка да пристапат на пазарот и тоа вработување да биде одржливо. Така да многу полагаме внимание на системите на поддршка и тоа ќе биде нашата, да кажам, многу голема цел и фокус во цела оваа 2019 и сепак во 2020 да го ставиме тоа на едни одржливи нозе и секое лице кое што ќе има потреба тоа и да го добие како такво, но и понатаму да го следат во процесите при барање на работа, но и задржување на своите работни места. Од една страна, значи, се подготвуваат овие лица за влез на пазар на труд, меѓутоа дали се подготвува оваа другата страна, бизнисите, кои што треба да ги вклучат, да ги интегрираат овие лица? Дали се работи на програми за нив? Точно така, има проекти кои што се насочени на таа страна. Министерката спомна во незиното излагање дека веќе разговара со приватниот сектор во делот и тие да овозможат нели обуки и практиканство во нивните компании и самите да го креираат работникот што им е потребен за нивниот бизнис. Секако дека и другата страна треба да даде допринос и да се отвори повеќе за да може сите луѓе да ја добијат својата шанса. Ти благодарам, Дуле, ви благодарам на сите за учеството во овој панел, а вас ви благодарам на што бевте дел од овој настан и со успех во реализацијата на оперативниот план 2019.